Генерално нашиот закон е многу либерален во однос на донациите, зборам за законот во Македонија, затоа што дозволува да има донирани јајни клетки и донирани сперматозоиди од познат член, значи може да е тој член од семејството, да е сестра, братучетка, роднина, пријателка, кој што сака да донира, тоа све се регулира нотарски и се заверува, и таа пациентка поминува низ циклус на стимулација, каде што се добиваат јајните клетки, а потоа тие кога ќе се оплодат со спермата од мажот, да кажеме, се враќаат во пациентката која што веќе нема своји јајни клетки или има повеќе години и нема квалитетни јајни клетки. Меѓутоа, тоа малце има своја етичка и морална димензија, така да повеќето од пациентките се решаваат всушност да бараат донирани јајни клетки од така наречени банки за криопрезервирани јајни клетки, сперматозоиди и ембриони. Такви банки има повеќе и нашата клиника има подпишано договор со 4 такви банки, каде што може пациентите да одберат некакви си карактеристики на донорот, кои што тие ги посакуваат или личат на нив, и на тој начин да материјалот биде што повеќе, да кажеме, генетски сличен до оној кој што го поседуваат самите родители. Такви пациентки годишно, негде на годишно ниво има, и тие треба да поминат специфична процедура во Министерството за здравство, меѓутоа има околу негде 250 во, да кажеме, до 300 на годишно ниво.